Почитувани граѓани, кулминираше најголемиот корупцијски скандал во Куманово. Додека јавниот обвинител си се слуша со премиерот Мицковски и ништо не превзема, си врват бизнисите на тендер коалицијата ВМРО Знам. Советот на општина Куманово на вчерашната седница со 17 гласа за донела одлука за измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбаната заедница Тоде Мендол, каде што се парцелите од скандалот поврзан со кумот на Димитриевски. Со оваа одлука 600.000 евра ќе се легнат на сметката на Драган Митевски, кум и бизнис партнер на Максим Димитриевски. Кој гласаше за оваа одлука? Советниците на Знам, ВМРО ОКГ и ВЛЕН. Максим е познат по тоа што јавно призна дека не живее од плата. Се е приватен бизнис во тендер коалицијата ВМРО ОКГ Знам. Никој од нив не живее од плата, само од тендери. Драган Митевски, кум на Максим Димитриевски, преку ноќ купил земјиште од Димитриевски и неговото семејство за 250.000 евра. Неколку дена подоцна го продал на Лидл за 600.000 евра, со што заработил 350.000 евра со нула инвестиција преку ноќ. Потоа ги овластил купувачите да спроведат постапка за менување на дуп кај неговиот кум Димитриевски. Вчера, со одлука на Советот, ова е реализирано. Постои ли поочигледен судир на интерес и корупција? Ова е епски корупцијски скандал во Куманово. Уште еден доказ дека Знам е формирана заради бизнес интересите на Димитриевски и ништо повеќе. Максо, кој за своји лични и бизнес интереси со Знам, сакаше да го уништи СДСМ одвнатре, но не му успеа. Човекот кој ја предаде својата партија, а потоа и своите гласачи. Човек чие здружение се распаѓа затоа што ги измами и предаде и своите колеги. Како оној во пошта од 1,2 милиони евра што го доби фирма блиска до Знам, во време кога вработените не можеа навреме ниту плата да поделат. Јавниот обвинител, наместо да се слуша со премиерот и да чека наредба, од него да го истражи најголемиот коруптивен скандал во општина Куманово со земјиште, во организација на Максим Димитриевски и неговиот кум и бизнис партнер Драган Митевски. Затоа, оваа банда не сака ЕУ, не сака реформи, ќе мора да одговараат. Но одговорност ќе има кога тогаш. Сите ќе одговараат. Ви благодарам.